Почетните активности за браната Речани започнаа во изминатиот мандат, а комплетната реализација на овој капитален објект е планирана за периодот што следува, рече на пресконференцијата што кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН Ратко Димитровски ја одржа во саботата на локацијата каде треба да никне акумулацијата. При тоа додаде дека е пробиен и асфалтиран пристапниот пат, а во меѓувреме бил избран и изведувач кој требало да започне со изградбата на круната за самата брана. Со завршувањето на изградбата на браната Речани ќе заживее и овој дел од нашиот прекрасен реон, што би придонел за развој на спортот, рекреацијата и на планинскиот туризам во Кочани. Ние продолжуваме, не се откажуваме од реализацијата на проектот. Сакаме да ја видиме браната изградена. Браната Речани, чија вкупна вредност е околу 36 милиони евра и треба да биде завршена до 2021 година. Со моменталната ненародна влада, проектот е запрен. Активностите на терен се видливи само во патот, а на Кочанчани овој проект е од големо значење. Ние, по толкав труд, продолжуваме со активности. Нека им е јасно дека ќе мораат и тие. На пресконференцијата пак, што се одржа пладнето во просториите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, Димитровски го критикуваше работењето на Центарот за социјални работи, обвинувајќи за негова партизација и ангажирање во предизборни цели. На ден 3.10.2017 година Центарот за социјални работи од Кочани и веде директора Сонја Андоновска, заедно со вработена од Центарот, нејзина сопартика, за време на работното време, користејќи ја својата функција, вршеше агитација во населба Оризари и Ромско Мало, улица Стамен Манов и Полацки пат, кај семејства од ранлива категорија на кои им е прекинато правото на парична социјална помош според Законот за социјална заштита. На ден 6.10.2017 година Центарот за социјални работи работи како мини партиски штаб, така да по завршувањето на работното време за членовите на СДС по партиска наредба било организирано издавање на решенија за туѓа нега заради пријавување на болни и изнемоштени гласачи. Во обраќањето до јавноста, Димитровски обвини за мобинг во Центарот за социјални работи, преку неосновани преместувања, распоредувања и дека се врши секојдневно шиканирање на одделни вработени.